СДСМ мора да покаже одговорност и веднаш да го исклучи Курто Дудуш од пратеничката група, но и од партијата, а доколку не го направа тоа, значи се согласуваат и го поддржуваат неговиот став. Ваква е реакцијата на ВМРО ДПМН, откако се појави снимката на YouTube на која пратеникот Курто Дудуш пред граѓаните на Шуто Оризари вели дека членската од СДСМ треба да биде исто што и лична карта, со цел граѓаните да имаат привилегии. Дарко Костовски од ВМРО ДПМН изјавата на Дудуш ја оцени како пример за партизација, самоволија и непочитување на државата. СДС покажа дека брани и застапува двојни аршини. Изјавата на нивниот пратеник дека членската книшка на СДС е втора лична карта во државата е еклатантен пример за партизација, самоволие и непочитување на државата. СДС е партија во која лидерот Заев се заканува дека ќе брка од чистачка до министер, а пратеникот им вели дека втора лична карта во државата е партиска членска книшка. Премиерот Зоран Заев вчера се огради од изјавата на пратеникот Курто Дудуш и го повика да ги повлече зборовите и да побара извинување. Тој не најави конкретни санкции за пратеникот од неговата коалиција. Коментарите на нашиот пратеник апсолутно се нешто за кое што ниту јас, ниту владата, ниту мнозинството се согласуваме. Се надевам ќе се извини, ќе ги повлечи заради тоа што тоа не е наш интерес. Граѓаните мора да бидат еднакви пред закон и за граѓаните мора законите да важат исто и сите да бидат исти пред институциите, заради кои што тие институции постојат. По низата реакции кои ги предизвика објавеното видео, пратеникот Курто Дудуш не мисли дека направил нешто лошо за кое треба да се извини. Тој на својот Facebook профил напиша дека станува збор за видео кое не било пренесено во целост, преводот од ромски на македонски не бил соодветен и дека бил изваден од контекст. Имено ова е прв пратенички мандат на Курто Дудуш кој во собранието влезе како член и предлог на СДСМ.